Пред 56 години на денешен ден, екипата на фудбалскиот клуб Брегалница како шампион на Македонија тргна на пат кон Титоград, денешна Подгорица, на реванш на преворот од квалификациите за влегување во втората сојузна фудбалска лига Исток. Но целиот екипаж на Брегалница доживеа тешка сообраќајна несреќа кај Мурино, Црнагора, во која животот го загуби техникото на Брегалница Никола Караколев. Неколку фудбалери беа повредени. Меѓутоа, тоа се случи, тоа што се случи, таа сообраќајна несреќа, кобна за нашата фамилија, сите беа повредени фудбалери. Мојот брат Јохан Караколев, исто и он беше во автобусот, едино само мојот татко го загуби животот. Така да, ние сме, без разлика на толку време што е, ние сме горди на него, и бидејќи он остави белег, и вие сами знаете дека стадионот тоа време е него лично дело. Во реваншот кој беше малку одложен, поради несреќата Брегалница го победи и ОФК Титоград со 3:2 по изведување на пенали. Јунак на средбата беше голманот Симеон Ефремов, кој одбрани 3 пенали и постигна гол од пенал. Никола Караколев, како директор на тогашното јавно предпријатие, го довршува градењето на теренот како и градскиот стадион во Штип. Темелувањето на современата инфраструктура создаде услови за создавање на фудбалски величини како Симеон Ефремов, Стојан Арсов, Наджаков, Гордош и други. Синовите на Никола Караколев се активни спортски работници. Ванчо Коцев е дел од раководните структури на сегашно раководство на Фудбалската федерација на Македонија.